Ситуацијата денес во Македонија е производ на долгогодишната политика раздели па владеј, која владата и председателот заеднички, значи синхронизирано ја спроведуваат и го делат народот во Македонија по сите можни основи. Една работа е она што ја гледате и слушате на телевизиите, сосема друга работа е реалниот живот, кој се разликува драстично од убавите зашекерени приказни кои ги слушаме од нивните пропагандисти на нивните телевизии. Во овој момент, драги пријатели, Македонија нема единствен пријател од 5 соседи кои не окружуваат. Ние, бидејќи не сме биле никогаш велесила во меѓународната политика, ние не можеме да претендираме да водиме политика на сите континенти, али можеме барем да ги суредиме односите со првите комшии. Мене ми е јасно зашто немаме добри односи со Грција. Нивната радикална, на моменти и фашистичка политика не дозволува голем маневарски простор за такво нешто. Можам да разберам дека имаме лоша билатерала и со Бугарија, затоа што бугарите од време на време знаат да се однесуваат анахроно, како да не сме во 21 век, туку во 19-тиот. Меѓутоа, баш со ни еден комшија од 5 да немаш добри односи, тоа кажува повеќе за тебе отколку за комшиите. Името е најчесто споменуваниот проблем како наводно најголема кочница во Македонија за Македонија да се интегрира со светот. И тоа, драги пријатели, името е само параван, само завеса, само кулиси зад кои се кријат другите системски и многу поголеми проблеми кои ја уназадуваат ова земја. Че ние сме катастрофално лоши во економијата, ние сме катастрофално лоши во демографијата, ние сме катастрофално лоши на полето на човековите слободи и права. Политичарите од било кој ранг, а особено највисоката политичка функција председател, мора да биде на услуга на сите граѓани, а не да се однесува како газда на Македонија. Овие, не само председателот, туку сите и други, се однесуваат како стопани на Македонија, како тоа од дедо и прадедо да им е дојдено во наследство. Така ја третираат државата. Имате фрапантна изјава на првиот човек на владата доскора, кој вели: македонци, гласајте ме за да имам 62 пратеника, за да не ги гледам овие да му уценуваат од другава страна. И што се случува? Ако и другата страна повикува на истиот начин кон своите во наводници, ние добиваме многу опасна етничка хомогенизација на двете страни, можеби на трета и на четврта, и ние добиваме у реприза 2001. Ја бев многу блиску до луѓето кои го правеа рамковниот договор од 2001. Ви кажувам дека во тие времиња одвај со крајни маки и напори и со помош од надвор, од најмоќните, одвај ја залепивме државата. Одвај ја залепивме. Ако некој мисли сега дека треба да се турне тој документ како да не постои под тепих и да се тера по свое како да нема други во Македонија, тоа е најголемата стратешка грешка која може да ја направи било кој одговорен политичар во нашата земја. Што е решението? Решението е да дојдат нови луѓе во македонската политика, решението е тие нови луѓе да понудат нови политики и да им се каже дефинитивно збогум на старите сурати и старите политики. Драги пријатели, прва шанса да го направиме тоа е 13 април, првиот круг на председателските избори, втора шанса да ја довршиме работата на 27 април. Мој апел до сите вас е, не само вие тука, него и другите луѓе кои ги познавате, кои од било кои причини вечерва не се со нас, да ги убедите дека е последен момент, без драматизирање, без патетика, последен момент, Македонија да тргне настрана од овој колосек по кој сигурно оди у провалија. Јас ви тврдам дека овој пат можеме да изгниеме од внатре, да се изглодаме меѓу себе, како луѓе, без испукан куршум. Нема да се повтори 2001, нема да пукаме еден на друг. Од внатре ќе се разјадеме, а најмногу ќе колабираме во финансиската сфера, каде што живееме исклучиво од позајмени пари. Македонија живее од кредити, од рати кои ги отплаќа, кредит со кредит, рата со рата. Ние умираме практично на рати. Таа политика да се купи се што може да се купи, само да се задржи фотелјата и власта, треба да престане. Значи, би ве замолил, би апелирал, би ве повикал на една
една масовна политичка мобилизација на 13 април, за работата конечно да ја завршиме на 27 и дефинитивно да им кажеме збогу на овие.